Ниту еден вработен нема да остане без работа, а мерките што ги донесе владата се однесуваат на намалување на трошоците и за фискална консолидација во државата, истакна денеска премиерот Димитар Ковачевски. Најпрви сакам уште еднаш да повторам дека тоа е мерка за намалување на трошоците и за фискална консолидација во државата, и исто така зголемување на приходите, бидејќи фискална консолидација значи од една страна намалување на трошоци, од друга страна зголемување на приходи. Ниту јас, ниту било кој министер кажал, ниту кој ќе каже дека некој вработен ќе му биде раскинат договор и дека ќе остане без работа. Изјавата на премиерот Ковачевски коинцидира со онаа на министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, која пред 2 дена исто така кажа дека ќе нема отпуштање и намалување на платите на вработените во администрацијата. Во ниту една мерка не пишува дека администрацијата ќе биде отпуштена од работа и дека ќе им е намалена платата. Една мерка е за рационализација и оптимизација на вработените во јавниот сектор преку функционална анализа, односно да се види дали има доволен број вработени во институцијата или вишок. Рече Тренчевска. Сепак, директорите на јавните институции ќе треба да најдат начин да ги намалат трошоците, а едно од нив е работа од дома и ротација. Изјавите на Ковачевски и Тренчевска доаѓаат откако економскиот план на владата предвиде намалување на расходот за плати за 10%.